Во денешно време скоро и да не постои човек кој не е алергичен на нешто, како кај возрастните, така и кај децата. И еве сега сме во период кога алергиите се во полнек, навистина се во пораст и моја претпоставка, но и како што знаеме да прочитаме на социјалните мрежи или на интернет, дека тоа зголемениот број на алергии е поради промените во животниот стил кај нас луѓето, промените во начинот на живење, средината во која живееме и така натаму. Од таа причина го поканив денес мојот гостин, на моје огромно задоволство, доктор Димче Марковски, специјалист по оториноларингологија. Добре дојдовте, докторе. Ви благодарам. Се надевам, коректно ве представив. Да. Ова име, знаеш како, кога бевме мали, беше среќа да се изговори одеднаш оториноларингологија. Го учевме во граматиката, така беше најинтересниот и најдолг збор за нас во тоа време. Да, и престиж беше да се погоди тоа. Баш така. Кажете ми, докторе, дали сте добро, дали се чувствувате добро прво во нашиот подкаст? Да ви благодарам за поканата уште еднаш. Тоа мене е чест и привилегија секогаш да гостувам на некоја ваква емисија со цел да одгатнеме некои догми кои ги има кај народот за одредена област. Ете конкретно денес ќе зборуваме за алергијата. Да, затоа спомнав и на почетокот. Сега скоро и да не постои човек кој нема да каже алергичен сум на тоа, алергичен сум на прав, на полен, алергичен сум на тој тип на храна. Мислам дека во денешно време ги преувеличуваме малце работите околу тоа на што сме алергични. Дали повеќе читаме по медиумите, се повеќе и повеќе мислиме дека знаеме за тоа и претпоставуваме дека сме алергични, на своја рака презимаме некои работи кои што не би требало да се преземаат така. Да. И кој е вашето мислење прво околу тоа, кажете? Вака, конкретно за она што прашавте, би одговорил и да и не. Зголемен е процентот на алергии и причината за тоа се должи зголемувањето на аерозагадувањето. Со веќе на сите работилници или конгреси алерголошки се зборува дека процентот на алергии нарастува се во поголемите градови или во градови каде што е зголемена загаденоста на воздухот. Тоа е едно на прва рака и на втора рака со климатските промени, кои веќе и ние денес не ги знаеме, оние како што во минатото било, да речеме, во тој период топло или ладно, сега е се променето. Со зачестувањето на дождовите пак се пролонгира, да речеме, појавата на алергиските симптоми, но со потоплото време и ветровите доаѓа до комплетно расејување на поленот и во области каде што го немало, така да опфаќа повеќе проценти на зафатеност од алергиски причинители, така да загаденоста пред се, нашата заинтересираност и читањето, јас тоа би го поздравил, бидејќи информираноста, здравствената реклама, нели, информираност е добро нешто за може посоодветно и поскоро да се најде решението на проблемот. Да реагираме. Значи оправдано сме загрижени ние како луѓе за тоа дека сме алергични на нешто или се случува нешто со нашиот организам. Да, само би потенцирал да не биде на своја рака или на некој форум, пробајте од овие лекарства, мене ми помогна, бидејќи доста се слични симптомите со настинка и не мора да значи дека е алергија. Така. Затоа на самиот почеток, доктор, објасните ми што е алергија, а што се алергени? Алергијата е една прекомерна реакција, имунолошка реакција на организмот кон частиците или алергените кои достапуваат до нашиот организам. Алергените се причинителите на алергија, значи тие можат да бидат различни. Доколку зборуваме за една пролетна алергија, тогаш е поленот во прашање дали било од цутот на некое дрво, цвеќе, трева, кои со воздухот, значи, ги разнесува гаметофитите од прашакот на растенијата и достигнуваат до нашите облеки, до респираторниот систем. Контактот на алергенот со антителата во нашиот организам, бидејќи зборуваме дека е имунолошка реакција, предизвикуваат ослободување на една супстанца што се вика хистамин и ги предизвикува симптомите на алергија. Чешење, оток, кивање. Ете, таа е дистинкцијата. Алергијата
е самата реакција, а алергенот е она што го причинува. Освен поленов прав, може да биде тоа нутритивен или да биде внесен со некоја храна, и кај целогодишните алергии веќе го имаме во домашната прашина, во ќебињата, во пердињата. Така тука, да, ние како мајки знаеме, нели, да кажеме, детенцето е алергично на прашина. И сега, како ние како родители да се однесуваме кон тоа? Како најпрво јас би открила дека моето дете е алергично, например, дома на нормално се создава прашина, нели, не е дека некој не чисти редовно или не е што, но постои, тоа го имаме. Секако. Кои се првите симптоми? Значи, првите симптоми на алергијата се кивање, чешање на носот, на грлото, на ушите, конгестија на носот, потешко дишење, солзење на очите. Некаде имаме и осип по телото, кога тоа ќе биде локална алергија, но некаде исто имаме алергии од убот од инсекти. Пчела, оса, стршлен. Тие знаат да бидат животоопасни. Тие знаат да бидат животоопасни, бидејќи доста често, нели, тие пациенти доаѓаат на консултација кај нас како риноларинголози, бидејќи прават оток во грлото, дали било на мекото непце, дали било на гркланот или на епиглотисот, затоа тогаш ние даваме дополнителна терапија и се под дополнително наблюдување од нас и од дерматовенеролози. Прашавте како се диагностицира тоа, нели, како да го разликуваме? Да, ме интересира и тоа со инсектите, но ајде ќе го ставиме малце за понатаму. Сега ме интересира во однос на тоа алергични сме на прашина и кои би бил првите симптоми, да ми кажавте, и што понатаму? Најчесто кај алергиите од прашина повеќе се изразени симптомите наутро, кога стане имаме пристапно кивање, солзење, течење на носот. Тоа е малку, да речам, од мој аспект потешките алергии спрема другите, бидејќи тоа е целогодишна алергија. Јас имам лично пријатели кои се целогодишни алергии, тие немаат пердиња, немаат теписи, немаат, Значи се променува начинот на живот кога ќе се диагностицира тоа. Точно, кај нив нема клима уред, кај нив има радиатор, за да може се почист да биде воздухот. Бидејќи кога имаме целогодишни алергии, ние се стремиме како тоа се помалку да го дистанцираме од нас. Кога најдоброто е избегнувањето на алергенот, за да не предизвика алергиска реакција, контактот со алергенот. Но колку и да... Овде не можете. Да, овде не можете и затоа се трудиме. Значи, има прочистувачи на воздух со различни специјални нанофилтери, HEPA филтери поточно, кои ги опфаќаат од воздухот и најмалите честички. Такви има и, нели, и клима уреди. Сега, нешто што би се предпазиле е носење, користење, да речеме, на медикаменти пред се, додека дојде до терапија, е на носна иригација, промивки со солена морска вода со цел да се отстранат причинителите. Исто кај малите дечиња, се извинувам, може да се забележат кивање затнато носе, уште во креветчето кај малото детенце, бидејќи сите се обкружени со плишани играчки. Ете едно предпазување за да може да се направи една, да речем, дистинкција дали алергија или не, може тие убаво да се исперат нормално во машина и после да се стават, од кој ќе се исушат 24 часа во замрзнувач. По тој начин алергените ќе се неутрализираат. Од тоа причина и во последно време не дозволуваат и во болница на новороденчиња да се носат плишени. Откривме една тајна. Откривме една тајна, по полека ќе биде се. Докторе, дали тоа е вродено? Не знам, алергијата не е болест, така? Така. Туку е состојба на организмот. И сега, дали тоа вродено, некој се раѓа со алергија или во текот на живеењето
Повеќе е стекнато, но кога зборуваме дали е вродена или не, би потенцирал дека има генетски предиспозиции. Ако родителот е склон кон или алергичен кон нешто, имаме поголема веројатност и некој од децата да го има тоа. Доста често ја има и кај дечињата, но така народно викаме може и да ја одрасти. Сега процентуално е повеќе кај момчињата застапено. Ете досега од направените статистики. Која причина? Женските сме појаки, не? Сега посилни од доаѓа женскиот. Да. Не се уште додефинирано тоа, но процентуално статистички е повеќе кај дечињата е застапено кај машката популација. Така. Докторе, а кое е вашето мислење сега младите мајки се презаштитнички се однесуваат кон малите деца? И знам дека можеби ќе биде алергичен на тоа, ајде ќе го заштитам од тоа, ајде не му давам да си игра надвор, ајде не му давам да фаќа нешто. Се однесуваме можеби презаштитнички кон малите деца со цел, нели, да не нешто му се случи. По принцип, мајчинскиот инстинкт е најсилниот, посилен од татковскиот, да речеме, и затоа би го оправдал дали до некаде тоа однесување од мајката, но сметам дека е доста погрешно контактот со природата, бидејќи ние по тој начин се запознаваме со одредени вируси, бактерии, дури има моменти каде што, еве и моето дете кога беше мало и неговото прво летување му беше многу интересно, цуцлата да е мака во песокта и да си ја лапнува обратно назад. И ние тука паника ствараме. И јас не. Кара дете. Али мајката, Да. Видете, тоа организмот некогаш му се потребни некои минерали и соли што ние не ги внесуваме. Значи има доста информации од родители како детето гребело од зидот и јаде. Затоа организмот си бара начин. Контактот со природата не треба да се избегне, освен ако веќе имаме диагностицирано веќе дека е алергичен кон нешто, тогаш се трудиме за да ги намалиме тие симптоми. Инаку не треба да го избегнуваме контактот со природата и тоа и ние како возрастни, бидејќи ни дава една добра благосостојба на организмот кога сме натоварени или нервозни. Една прошетка во природа, тоа многу подобро би влијаело отколку да речеме конзумација на алкохол или... Така. Можно ли е, еве мајката го заштитува детенцето до 3, 4, 5 години, понатаму мора да се пушти веќе во светот детенце. Ако тој има предиспозиции да појави алергија, ако не сега, тој може да ја појави на 18 години. Тоа си го имаме во организмот, така? Точно така. И пак ќе речем, ќе се навратам на она загаденоста на околната средина. Оттаму доаѓа и наводнувањето на продуктите, на зеленчуците и овошјата кои ги јадеме. Тоа сакам да го дискутираме. Пестицидите. Јас сме гледале страшни алергии од производители на, да речеме во конкретниот случај на јаболка, од користењето на пестициди. Бидејќи некои знаат, некои не знаат, но за да изгледаат јаболката како што ги имаме по пазарите и по маркетите, тие се прскаат најмалку 30 пати. А порано прскањето беше еднаш. Да, тука имаме дилема, барем јас имав еднаш дилема со производители на зеленчуки и овоше, дека не е точно, дека тие не ги прскаат прекумерно за да зреат прерано, но за жал се случуваат такви проблеми. Еве вие како доктор можете да кажете дека има такви проблеми. Доста силни алергиски реакции. Прво од луѓе што го работеле тоа. Значи детето не значи дека е алергично на јаболко. Да. Сега како да препознаеме ние? Дали да не му даваме јаболко да јаде или да се правиме дома алхемичари да миеме овоши и зеленчук, не знам, со сода, па 2 пати миење, по одстојување во оцет и не знам разни. Искрено сум го размислувал и сум го практикувал некогаш тоа, бидејќи не го отфрлам целосно. Доста знае содата да алкализира, да ги отклони некои пестициди, дополнителни отрови што се наоѓаат нели врз кората на одреден зеленчук или плод.
но не значи дека не треба да конзумираме и понатаму од тој вид на овош или целенчук, за да знаеме дали имаме алергија или не. Тука веќе настапуваат алерготестовите. Тие може да бидат различни, значи можат да бидат со нанесување на алергеноти, правење на убод на кожата. Тоа е еден вид на тест, а друг вид на тест е со драскање на кожата па нанесување на алергенот. И последно време оние кои ги предпочитаме и не се толку инвазивни, преку крвта се испитуваат повеќе алергени, ќе речем дека се пософистицирани, поточни и зошто, бидејќи и по време на користење на антихистамини, лекови за алергија, може да даде точен одговор. Не треба да ги прекинуваме, додека за разлика од другите треба барем 10 или 14 дена пред тоа да не се примаат ниту локални кортикостероиди спреови за алергија, ниту антихистаминици таблети. Вашата препорака било да не се ограничуваме со храната, да направиме алерготестови. Тестови. Тоа ќе ни каже дали сме алергични или не. Да. Колку е сериозен како здравствен проблем алергијата? Видете, доста е непријатно, да речеме, кога се работи за една носна конгестија, запушен нос и воднеста секреција, најчесто е кај алергијата, го нарушува биоритамот, нормалното функционирање на одредена личност, доаѓа до момент кога му е непријатно со колеги или во друштво поради тоа што постојано кива, не изгледаме убаво во тој период. Едно не изгледаме убаво, второ во тоа, да речам, оттежното носево дишење имаме помало наситување на кислород со мозокот. Не значи тоа дека преку устата не дишеме, но се јавува една тежина во челната област, една главоболка, нарушена концентрација и тоа веќе ја намалува до некаде и работоспособноста, да речеме, на одредени личности. Еве да кажам еден личен пример како помал јас имав алергии кои повеќе беа хранителни и тогаш лекарствата кои беа на пазарот и по аптеките имаа седативен ефект и предизвикуваа поспаност. Многу често знае да пишува на... Да. Тоа делуваше за мене, да речам, негативно, бидејќи ми ја нарушуваше концентрацијата, ми се преспиваше кога учев, додека сега по новите антихистаминици го немаат тоа дејство и можат да се употребуваат по секој период од денот. А овие ги употребувавме претежно навечер, за да може да сме работоспособни, ефективни преку денот. Сепак и медицината оди малце напред сега, се усовршува се и можеме да функционираме нормално. Докторе, кажав, ќе се навратиме на убодите од инсекти и тоа е доста загрижувачки момент кај секој, пак би кажала мајка, кога излегуваме во природа, не знам, пикник или одиме на одмор, треба ли ние комплетно да сме медицински опремени со се и да чекаме нешто, не знам, убод да се случи, па ние да реагираме? Видете, по принцип, значи, лицата кои треба да бидат спремни, оние кои што знаат дека имаат алергија од убоди од инсекти и кај нив веќе треба да се имаат соодветна противалергична маст која ќе намачкат местото на убодот, а кај посилни реакции веќе да носат со себе и инекции кои ние ги аплицираме по време на таква посилна алергиска реакција, за да може соодветно да стигне до прва медицинска помош, да се укажи. Не значи дека сите ние треба да бидеме спремни со тоа. Само лица кои се склони. А можно ли да се случи ефект, односно еве не касне инсект, и после ден-два да се појави некоја реакција на телото? Возможно е таква продолжена реакција? Има брз и бавен тип на алергиски реакции. Најчесто е веднаш после убодот, кај лицата што се алергични, доста поретко е покасниот тип на алергиска реакција, обично е да речем тогаш код некои пајаци, други инсекти, додека пчела, оса, стршлен, реакцијата е веднаш. Веднаш имаме црвенило, оток, болка и кај лицата што веќе посилно реагира организмот, веќе им задебелува јазикот, потешко станува голтањето,
плунката не може да е голтна, и тие се првите симптоми кај што треба да се алармират и во најблиската болничка установа или ние не можеме како лаици во таа област да реагираме, нели може да се мора веднаш да се повика брза помош, така да кажем. Веднаш да се реагира. Сум имал пациентка која дојде натискајќи го својот јазик со лажица за да може да диши. До тој степен, затоа не треба да се експериментира дома за такви услови. Да, нека биде тоа еден совет до сите оние кои не гледаат, да не експериментираат. Пред се јас би кажала да се чуваме, еве сега, топло време, сите сме во природа, да се чуваме, но во случај да дојде такво нешто, да бидеме внимателни и да повикаме лекар, да не се правиме самите доктори. Докторе, друг проблем што мене не ми е јасно што и како се случува во денешно време. Порано се знаеше, бебињата сите пијат млеко и до големи децата знаевме дека основно е да пие млеко навечер, наутро. Сега во последно време ни кажуваат дека забрането е за децата да пијат млеко. Видете, млекото навистина беше првото нешто кај секое дете кое го почнува животот. Се уште гинеколозите, акушерите и неонатолозите, педиатри потенцираат на доење, нели, на природното млеко мајчино. Преку до 6-тиот месец тука веќе мајката предава од нејзиниот имунитет кон детето и помалку имаме склоност кон разболување и инфекции. Што се случува во денешницата со млекото? Повеќето испитувања нели покажале дека не е тоа доволно како храна и затоа веќе имаме внесување на дополнителни, да речеме, пробиотици. Иначе мајчиното млеко исто има пробиотици, но кога веќе имаме внес на вештачко млеко, тоа е направено блиску до мајчиното, но некаде треба додатоци. Сега, дека рековте, се зборува да не се користи толку млеко како порано, бидејќи доста се открија алергии на глутеин, на казеин. Казеинот е состојба во млекото и затоа веќе тие дечиња не само што не може да пијат млеко, треба да е адаптирано конкретно хипоалергено за нив, дури не можат да бидат нивните тела намачкани со одредени млека за бебиње. Има специјални хипоалергени млека. Затоа се зборува дека млекото не е толку, да речеме, корисно како порано. Како порано што било. Пак се навраќаме, причината за тоа се условите во кои живееме. И преработката. Денешно време млекото кое го конзумираме, нели, треба и да видиме колку е тоа и вистинско млеко до некаде, какви се состојките, како е произведено. Паковките знаат да напишат витамини, ќе наредат 10 витамини содржи и ние се залажуваме, сметаме дека квалитетно го храниме нашето дете. Точно. Кога веднаш може да направиме разлика со кај на се уште може да се најдат домашни производители на млеко. Верувам дека ги има и тука во околината некаде. И веднаш ја гледаме густината на млекото, масленоста на млекото, сосема друг е вкусот на самото млеко. Споредувајќи го со другото е како да пиеш вода. Едно кисело млеко домашно направено со тоа млеко е сосема различно на вкус и трајност. Така да, јас сепак, иако нели сум доктор, ќе речам и не е толку коректно тоа, бидејќи не е испитано тоа млеко, но е сепак поблиску до навистинското, до мајчиното и до поздравото млеко. Прашувам, докторе, пред се како родител, затоа што во последно време некако, пак ќе кажам, сите сме алергични на нешто. Сега и малите деца, секое второ дете алергично на глутен или е, како беше, интолерантен на глутен. И мене тоа малце ми е нејасно навистина. Како може одеднаш секое второ дете да не смее да јаде глутен, па купуваме посебни лебови, па купуваме посебни грицки, па и тоа се прехранбени производи. Не знаеме и тие колку се здрави што ги внесуваме за нашето дете. Точно, се согласувам со тоа.
Конкретно не можам да дадам точно експертно мислење околу тоа, бидејќи е малку отклонување од она што го практикувам и со кој тип на алергии се занимавам. Тоа повеќе би одговориле педиатри, гастроентеролози, бидејќи интолерантноста е неусвојувањето на организмот, тоа е предизвикување веќе на реакции во гастроинтестиналниот тракт кај детето во случајот. И да не ги мешаме поимите, нели? Не е алергичен на одреден тип точно, туку е интолерант, тоа е друго, така? Да, точно тоа сакав да кажам, да. Бидејќи тука немаме таква и реакција која што е пројавена, да речеме, со претходно опишаните симптоми. Нека биде тоа апел до сите да знаат. Многу често знаеме ние, обичните луѓе ги мешаме. Детето ми е алергичен на глутен и сега што значи тоа, нели? Различни испитувања, сите за да се заштитиме на некој начин, можеби, пак ќе кажам, претеруваме во нашите постапки. Да, и заклучоци и информираност во еден начин е добра, но сепак донесувањето малку на погрешни заклучоци и диагнози доаѓа од самите себе си. Затоа сепак мислам дека треба да се консултираат и со поекспертно лице во таа област, зависи нели што патологија е присутна. Доктор, еве вие според вашето искуство, каква е ситуацијата во Македонија? Кои се најчести видови на алергии? Најчести видови на алергии би рекол дека се сезонските, кај доста поголем број се пролетните, но не се исклучени и каснолетните и есенските сезонски алергии. Да, има доста голем број алергии на прашина. Последно време откривка и дечиња со алерготестовите кон животни, кон куче, кон маче, и то, ако е од 100%, 100%. И кога веќе во анамнезата прашуваме дали има, да, го има од неколку месеци. Значи и таа е честа појава? И кон животни, да. Доста има кон некои житарици кои ги има во одредени, да речеме, грицки одредени лебови, не во, да речеме, обичниот леб кој најповеќе се произведува. Така да различни луѓе, различни алергии, разновидни, значи и од убоди од инсекти, и на домашна прашина, сезонски. Какви се симптомите? ме заинтересира за домашни животни? Веќе сите имаме куче или маче дома. Пак се истите. Затнатно, може да се јави чешање, осип, може да биде и тоа, но најчесто е солзење, кивање, затнат нос. Најчесто тоа, чешање во грлото, чешање на ушите, различно се манифестира. Докторе, вака, кога ве слушам, во опасност живееме. Од секоја страна може да не демне опасност. Пак ќе речам, има доста посериозни заболувања, алергијата не е една од нив, повеќе би биле потешките алергиски реакции како при убот од инсекти, иначе за другите, кога знаеме колку можеме ќе се пазиме, бидејќи нема трајно излекување на алергијата, има облажување на симптомите кога се манифестирани. Значи, еднаш ако открием дека сум алергична на полен, и тоа си трае за цел живот. За жал, да. Наследно, знам дека ми спомнавте, можно е, нели, да ако родител има, можно е да се појави кај детето. Да, генетски предиспозиции има, наследство. Еден начин за да го избегнете тоа, за да не биде цел живот, да осмените местото на живење, да одите во некоја тропска клима или... Така, нека биде тоа причина да се иселуваме, не знам, Швајцарија или на некои поубави. Здравствена причина. Здравствена причина, да не бидат само условите за живот, пари, како што знаеме, да се пожалиме. Докторе, во вашата област има многу интересни теми за разговор, но јас би прашала само за уште една. Пак ќе кажам, ние мајките, жените, многу често знаеме да искритикуваме сопругот дека рчи на вечер, нашки кажано, или има апнеа, така се вика. Дали е тоа болест? Од што се случува? Кои се причините? Како настанува тоа? После ќе ве прашам и за дечињата, знам дека ќе не се јавува. Тоа е интересна тема, значи не само возрастните, и дечињата можат да грчат. Пред се кога имаме во контекст на претходниот разговор алергија и конгестија за запушен нос, и тука има грчење, бидејќи не дишиме на носот.
Гарчењето сепак е и апнеите веќе се посериозна етапа и заболување. Зошто? Бидејќи на еден вид е гарчењето, каде што немаме апнеи, престанување од неколку секунди на дишењето. Кај апнеите се случува во интервал од една минута да има по неколку секунди пауза, од 10 секунди, 8, 12, имаме различни степени на апнеа, тешка, средна и лесна. Веќе во еден час може да има доста апнеи, да речеме 30-40, и тога се води како потешок вид на степен, и тука имаме намалување на кислородот во крвта веќе. Значи, паѓа на пониско ниво, ако треба да е процентуално 95-100, нормално тука паѓа на 80, паѓа на 70, 60, дури и 50 и 40. Тоа се случува за време на сон цело време? Тоа се случува за време на сон. Колку е опасно тоа сега? Ајде да не го гледаме тој што спие до него, партнерот, туку колку е опасно за самата личност која го доживува тоа? Пред се тие личности се будат уморни. Тие личности имаат поспаност преку денот, имаат намалена работоспособност и заспиваат при секој можен момент кога имаат можност за тоа. Опасно е кога управуваат со моторни возила, бидејќи може да се случи доколку се сами да заспиат по време на возење. Многу низа реакции и болести отклучува тоа, како диабет, покачен крвен притисок и така натаму. Затоа, кога треба да се направи пред се една разлика од едно обично гарчење, секогаш кога сме уморни, секој нормален човек може да го има или при една преголема или повеќе конзумација на алкохол пред спиење, и тоа доведува некојаш до рчење, но тука кај апнеите имаме паузи. Тие луѓе има 10, некогаш и 20 секунди пауза, и некогаш се будат во текот на сонот со глад за воздух, или обично брачниот сопатник ќе го турни од страв да не се угуши. Но тоа е веќе опасна ситуација. Да, поблаговремено откривање, диагностицирање на проблемот и соодветни мерки. Прекумерната телесна тежина исто е еден од главните фактори за тоа. А што се случува? Имам јас некој став дека нели ако спиеш на грб, така? Ќе ви го објаснам и тоа. И затоа грчи некој. Кога имаме прекумерна телесна тежина, спиењето на грб, значи зборуваме најчесто за низок и широк врат, изголемена мускулатура веќе на вратот. Кога сме по грб и кога спиеме, се релаксира мускулатурата. Кога се релаксира и гледаме странично, веќе и коренот на јазикот и мускулатурата се отпуштаат и го затвараат потокот на воздух. И тука им треба повеќе форсиран воздух под притисок за да може да го преодолее тоа. И затоа се јавува грчењето, како организмот и праќа импулси до мозокот за поголемо подигање на градниот кош, повеќе напор. И конкретно за случајот за подобрување има специјални апарати кои луѓето спијаат со нив и да ги пребродат тие работи и да се наситува доволно крвта со кислород, да нема тие паузи. Значи, генерално секој еден кој грчи за време на спиење има некаков проблем, да не оставаме само како на некоја карактерна особина, маш ми грчи и... Не, подобро е да спие на страна, да се испита проблемот, бидејќи причините можат да бидат проблеми во крива носна преграда, носна полипоза, алергии, но можат да бидат кај дечињата трет крајник, можат да бидат зголемени крајници во грлото или тонзили, и тогаш веќе зборуваме дека имаме обструктивна апнеа. Со отстранување нивно
се премахнува обструкцијата или пречката и се нормализира состојбата. Еве како доктор пак ја прашам, имате искуство со дечиња, се јавува често, тоа е честа појава кај децата да се јави? Да. Како го кажавте, слип апнеа? Обструктивна апнеа. Обструктивна. Да, слип апнеа? Слип апнеа е тоа по време на сон. Обструктивна слип апнеа, веќе имаме обструкцијата најчесто во третиот крајник и крајниците во грлото кај дечињата. Што може да го предизвика тоа кај дечињата? Честите инфекции кај нив, истекнувањето на имунитет, во детската возраст се почести инфекциите, бидејќи тие немаат имунитет што имаме ние возрастните. Ние кога сме биле дечиња, сме боледувале почесто. Според дефиниции на педиатри, едно здраво и нормално дете боледува и до 7 пати во годината. Не зборуваме тука за нарушен имунитет, ами за запознавање на организмот со микроорганизмите во околната средина, вируси, бактерии, со преболедување, стекнување на стекнат имунитет. Така да честото боледување доаѓа до хипертрофирање или зголемување на обемот на крајниците, на третиот крајник, на крајниците во грлото, бидејќи нивниот состав е лимфно ткиво, а лимфното ткиво има една основна карактеристика и улога во организмот да го ограничи воспалението. Затоа тие се зголемуваат при честото боледување. Како кога сме болни имаме зголемување на лимфни јазли, тие гледат... Нашки викам имаме крајници. Да. Во Струмица така имаш крајници. Да го ограничат воспалението. Затоа доаѓа рефлекторно зголемување на крајниците. Ми спомнавте, се интервенира во такви случаи кај децата? Прво, правиме опити со амбулантска, конзервативна терапија, доколку има неуспех со тоа, веќе советуваме за оперативно лекување. Така. Убави совети се тоа. Навистина не знаев дека и за малите деца, но и за повозрастните дека сепак грчењето е некој проблем. Да. Нека биде совет до сите сопруги, не да ставаат такви затнувачи за ушите, туку да преземат нешто за својот партнер, да се открие која е причината. Сепак за се постои причина, така докторе? Така е. И колку што може да се помогне на ние партнерот. Ние секогаш гледаме да ја најдеме причината за заболувањето. А после да ја лекуваме причината, а не симптомите. Така, да. Докторе, за крај, кој би бил вашиот совет? Спомнавме и за алергии, и за слип апнеа. Кој би бил вашиот совет до сите ваши пациенти, би кажала? Генерално, сите сме на некој начин, нели, пациенти ваши, со помала или поголема доза на алергија кон нешто, ајде да кажем. Кога зборуваме за сезонски или пролетни алергии, поленови алергии, кога ќе се вратат од прошетка во природа или кога заврши денот, значи промена на своите алишта, почесто перење на истите, промивки на носната лигавица со изотонични и со хипертонични раствори, врз основа на симптомите. Кога имаме повеќе секрет, тогаш треба да се хипертонични. Кога при алергијата може да се користат и изотонични солеви раствори со цел промивање на алергените. Кај целогодишните и со домашни прашини, избегнување на пердиња, клима уреди, користење на поефикасни клима уреди, користење на прочистувачи на воздух, носење маска кога на сезонските алергии, кога е сезоната на распространување на поленовиот прав. Кога веќе сме диагностицирале дека имаме така. Значи најдоброто лек е избегнување на контактот со алергенот кога го знаеме, нели? Но сепак не можеме да не излегуваме, да седиме дома, да бидеме во стаклено звоно или со скафандери да шетаме, затоа мора да се адаптираме на некој начин. Така. Доктор, јас ти благодарам многу на овој за мене корисен разговор. Се надевам дека и нашите гледачи ќе научат многу повеќе за алергиите и начинот на кој да се заштитат и да интервенираат. И пред се, јас пак би кажала да не земат на своја рака. Така. Нели? Треба консултација. Јас верувам дека и вие како доктор сте отворени за било каква консултација. Секако. Пред се примарната здравствена заштита, контакт со неговиот семеен матичен лекар и соодветно насочување кон алерголог, кон оториноларинголог или дерматолог.
кога работиме со алергија. Се зависно од алергијата. Ви благодарам, се надевам дека во некој нареден подкаст, наредна емисија ќе разговараме на некоја друга интересна тема. Ќе ми биде мило и често присуствувам пак. Така. Вас ви благодарам на вниманието и се гледаме другата емисија.